Благодарам, почитувам председателя, почитувани колеги, почитуван министер, почитувана јавност, медиуми. Продолжува расправата за најголемиот буџет во историјата на Република Македонија. Ова е најголем буџет во кој што фиктивно се предвидени голем дел на капитални инвестиции, исто како и претходните буџети, потоа истите се кратат. Како власт и како опозиција разговараме повеќе од 2 недели, 10 дена на комисијска расправа и потоа, еве, денеска е трет ден во собранието. Вие од власта сметате дека буџетот е добар, развиен, прогресивен. Ние од опозицијата го сметаме спротивното. Во интерес на граѓаните и во интерес на јавноста, пред да го кажам моето мислење за буџетот, ќе кажам како не гледаат од страна и Европската Унија и Соединетите Американски држави за тоа како ние се однесуваме со буџетот. Во делот на извештајот на Европската комисија се вели дека инвестицијските трошоци остануваат ниски со оглед на големите потреби од зголемување на физичкиот капитал. Од страна на комисијата имаме сериозни критики кон реализирањето на капитални инвестиции, имаме сериозни критики од градењето на инфраструктура, каде што се вели дека квалитетот на сообраќајната инфраструктура, трговската логистика останува ниска, особено поради доцнењето на инвестициите. Она кое што малце поотворено ни е напишано, почитувани колеги, претпоставам дека и вие го имате добиено извештајот на мејл, тоа е новиот американски влог за борбата против корупцијата во Република Македонија. Цитирам: Македонија со години наназад се соочува со високо развиена корупција и сериозни предизвици во водењето на правото, нефункционалните институции, стагнацијата во економскиот развој, социјалната нееднаквост во голема мерка се должат на ограничените напори во спроведување со антикорупцијските реформи во водењето на правото и недостигот на политички консензус во оваа битка. Поради тоа справувањето со корупцијата е се позначено за граѓаните и е препознаено како врвен приоритет во демократизацијата на државата. Значи, новиот американски влог не рангира за држава во која што, ако нешто цвета, тоа е корупцијата. Понатаму, почитувани колеги, да не се абстрахираме како собрание, дека таа корупција се случува таму некаде во владата, која што вие ја избирате и вие ја поддржувате. Велат, цитирам, собранието го зазема централното место во борба против корупција, пратениците го избираат раководството и вршат надзор врз работата на главните институции кои што имаат такви надлежности. Покрај Европската Унија и Соединетите Американски држави не констатираат дека сме држава со огромна корупција. Пред да започнам со говор, се спремав со анализа на главниот долг и многу ме интересираше која е бројката која што нашите сограѓани, која што ние ја плаќаме на годишно ниво само за камати за земените кредити. Почитувана јавност, во 2020 година оваа држава исплатила 145 милиони и 100.000 евра само за камати за главен долг. 145 милиони евра. Вие што блескате, плаќате само за камати, а башка треба да враќаме главен долг. За 3 години еден ултрамодерен автопат ни оди во воздух. Зошто? Затоа што владата нема инсаф во задолжување. Зошто? Затоа што премиерот има мегаломански желби. Почитувана јавност, почитувани колеги, има еден друг податок кој сакам да го поразговарам и со министерот за финансии. Често пати ние зборуваме дека премногу се задолживме во оваа корона криза. Исто како и за буџетот, вие верите дека тоа не е така. Ајде да видиме што се случувало со јавниот долг на Македонија и другите балкански држави за време на овие кризи. Бидејќи и корона криза, и енергетска криза има и во Македонија, има и во Србија, и во Косово, и во Албанија, има и секаде, да видиме кој како се справил. Македонија, јавниот долг
го зголемила за 17%. Рекордери за зголемување на јавен долг на Балканот. Словенија го зголемила за 9,7%. Хрватска го зголемила за 13%, Албанија за 8,3% и Косово за 6,3%. Како држава во овие кризи и како раководство, како влада, највеќе не задолжиле нас, граѓаните, за наводно решавање на кризите. И тоа се поатоци кои што можете да ги добиете и се јавни. Не ликувам затоа што сум во опозиција, за поен плюс, затоа што живееме во држава која што ги има најслабите перформанси економски на Балканот. Почитувани колеги од СДСМ, почитувана јавност, полна е устата со сите вас дека ја качивте посечната плата, минималната плата, и тоа е точно. Ама точно е дека таа изнесува 464 евра или 28.600 денари и убедливо на најниско место на Балканот. Зошто? Затоа што Србија има 553, Косово има 560 евра посечна плата, Црна Гора има 530 евра, а Бугарија има 609, за Грција и воопшто не вадев. Со така покачена посечна плата сме убедливо заковани на Балканот како стандард кој што може да си го пружи еден наш работник кој што зема посечна плата. Но, штувани пратеници, оние кои што ги гласате да бидат министри и влада, се шампиони по инфлација. Највисока инфлација имаме на Балканот, односно 3,1% Македонија, 1,8% Албанија, 2,1% Косово, 2,3% Црна Гора и 0,9% Бугарија и 1% Грција. Нели е ова срамота? Нели е срамота да не пишува во извештајот на Светска банка дека особено загрижува податокот што во Македонија, на Западен Балкан во Македонија, цитирам, загрижува тоа што во приватниот сектор за една година се намалени 12% од работниците во приватниот сектор. За една година имаме 12% помалку наши сограѓани кои што радат во приватни фирми. Тоа некако го хендлате, го пеглате преку огромни вработувања во државниот сектор, за на крај да се пофалите дека имаме 15,9% невработеност на Балканот. 15,9%. Да ви кажам уште нешто. И по тоа сме шампиони. Зошто? Затоа што ние имаме 15,9% невработеност, 11,1% има Србија, 11,6% има Албанија, 5,6% има Бугарија. Нема параметар по кој што добро ни иде. Често пати зборуваме за индустрија. Дали знаете дека август, јули, септември и октомври имаме минусно салдо на индустријско производство. Дури во месец септември, чинам, беше 8% имаме пат на индустрија во споредба со лани, септември, кога беше корона. Каде се убавите години? Кој ќе ги враќа овие кредити за задолжувања кои што весь ден ги земаме и како собрание, и како влада согласно закон? И за тоа треба да се засрамиме. Ние сме држава и собрание кое што носи закони со цел стабилизација на државата, подобра бизнис клима, повеќе инвестиции, повеќе нови работни места. Со тоа владините функционери ни ја полнат главата од утро до вечер. Вистината, почитувани колеги, почитувана јавност и пред се колеги од мнозинството е дека изминатата година Република Македонија ја заврши со 274 милиони евра странски инвестиции. Додека имаме ние 274 милиони евра странски инвестиции, Србија има 3,5 милиарди, Хрватска има 1,3 Албанија има 1,100 Црна Гора има 529 милиони, а Босна и Херцеговина 371 милион. Ние остануваме закотвени со овие 274 милиони евра на дното на Балканот. Трагично е тоа што не можеме да се споредиме со ниту една европска држава. Трагично е тоа што по сите параметри сме последни на Балканот. Трагично е тоа што ново формирана држава, уште не е членка да бидете нации, Косово, има подобри економски перформанси и во посечна плата и во инфлација од Република Македонија, која што е 30 години држава. Дали не мислиме дека треба да си го ставиме прстот на чело и да видиме што се случува во Македонија? Дали ова собрание, кога разговара за буџет,
Не треба да повика согласно деловик, тоа право го имаме повеќе владини министри да ги прашаме зошто храната во Македонија е 5% поскапа. Зошто лепи жита се за 3,5% поскапи? Зошто месото е многу поскапо? Зошто масла и масти се качели за 25%? Да прашаме зошто во Македонија има толку многу низок животен стандард. Бидејќи вие тоа нема да го прашате. Јас ќе ве прашам, почитувани колеги од мнозинството. Во август 2021 година, тоа е последен месец кој што можев да го извадам, минималната потрошувачка кошница е 34.342 денари. Пред 3 години, кога сте земале власта, минималната потрошувачка кошница била 32.316 денари. Тоа се 2.000 денари месечно, или 24.000 денари годишно. Секое семејство е во зијан што сте на власт. Секое семејство е во зијан што не може да воспоставите на нормална економска политика. Со 400 евра годишно на едно просечно семејство, како влада, им го јадете летувањето или зимувањето на најмладите членови на децата во тоа семејство и без притоа око да ви трепне што ќе дојде од владата, тоа се гласа, ниту се дискутира, ниту се има критичко мислење, ниту се има предлог како нешто да се подобри. Едноставно имам чувство дека сме станати гласачка машинерија за исполнување на хировите на Луи во заминување. Тој ќе си замине секогаш тоа ви го велев изминативе година дена, дека тоа е all in и ке или се ќе доби или се ќе изгуби, преюдицира дека се ќе изгуби и точно е се изгуби. Ама вие повторно треба да се појавите да тропнете на вратите на новите и следни парламентарни избори, кога и тие да се случат. Тогаш граѓаните ќе ве прашаат за ова јас што зборувам. А вие ниту имате одговор на оваа говорница, уште помалку ќе имате одговор да ги погледнете во очи. Живееме во држава во која што имаме 3 кризни состојби прогласено пред 2 дена во ова собрание: мигрантска, здравствена и енергетска. Цела држава ви е во криза, освен владата, само таа блеска и е прогресивна. Еден да станеше да кажеше 3 работи кои што не чинат во буџетот. Се е добро, се е супер, можеби ќе бидеме пак пратеници, а можеби нема да бидеме пак пратеници. Битно е што оставаме позади нас, почитувани колеги. Битно е кој е нашиот став околу префрлањето на 4 милиарди денари на електрани на Македонија. Битно е кој е нашиот став, дали парите на граѓаните треба да се трошат во купување на 350 евра по киловат час, а истата потоа ја купуваме од нивните пари по 350 евра по киловат час и ја продаваме на Евана за 36 нешто евра. И битно е да се прашаме каде одат тие милиони и милиони евра во ова собрание. Така ќе бидеме кредибилни и така ќе зголемиме довербата према граѓаните и нема да излегуваат 50% на избори, туку ќе имаме на нормална излезеност. И ние сме виновни во ова собрание, бидејќи за разлика од владата, која што нема отворени седници, ние сме на ачик на јавноста. И тука граѓаните се разочаруваат, бидејќи гледаат дека нема суштинска дебата, бидејќи гледаат дека иако се гласа за буџет, ние зборуваме се освен за буџетот на државата. И на крајот на денот, тешко на онаа држава, почитувани колеги од мнозинството, која што има 4,45 милиарди евра буџет и 11 милиарди GDP. Тешко на онаа држава во која што само таа е главен трошач. Тешко на оние граѓани во кои што само државата вработува. Тоа е осудено на пропас на одреден рок, ама нас тоа воопшто не интересира. Зошто започнав оваа дискусија за тоа што мисли Европска комисија за економијата на оваа држава и што мислат американците за економијата во оваа држава? Затоа што вие никого не слушате. Ги игнорирате извештаите. А зошто ги игнорирате извештаите? Затоа што тие се прават врз основа на следниве бројки. Во овој буџет, почитувани граѓани, имаме 4 ставки кои што се секаде зголемени. Тоа е плати на администрација, тоа е договорни услуги, тоа е договори на дело и се разбира вашата омилена и најматна ставка на секој буџет, на секоја држава, на секоја институција, на секоја општина, разни трансфери. Таму секаде е зголемено, а на други места е намалено. Под разни трансфери ќе се купуваат и возила, под разни трансфери ќе се купуваат и стоки, и услуги, ама да видиме
каде тоа ќе заврши, бидејќи под разни трансфери не може да има само изведување на работи. Под разни трансфери не може да има капитални инвестиции. И тоа треба да бидете доблесни и да го кажете. Ја прашувам јавноста и вас, колеги, дали знаете дека информатичката поддршка на владата на Република Македонија од 396 милиони евра е качена на 519 милиони евра. 9 милиони евра информатичка опрема и софтвери. Јас мислам дека кога ќе напушти Рашковски владата, ова ќе го препуштите на нормално министерство за информатичко општество и администрација, а не да биде во рацете на премиерот на државата. Привлекување странски инвестиции под влада, под подпис на премиер. 366 милиони. Намалено од 496 милиони. Од кај намалуваме за странски инвестиции, од кај ги немаме, дури се ставени под капата на премиерот тој лично да каже на кој странски инвеститор колку пари ќе му дае, а еден ден ќе дојде прашање на време и од тие 2-3 што дојдува за вие 4 години, колку од нив се навистина странски, а колку од нив перат пари за семејството на власт. Аерозагадување било под премиерот, имало 80 милиони, 0. Сега има 0, бидејќи тој знаел дека овие избори катастрофално ќе ги изгуби, вас ве манипулирал, а тоа може да се види од ставката за поддршка на јавни предпријатија, каде што има предвидено за оваа година 20 милиони, а за следната година има предвидено 0. И кога ќе ги видите алатките со кои што се оди на локални избори, особено во Скопје, а тоа е аерозагадувањето, за тоа дојдовте на власт, и кога ќе видите поддршката јавните предпријатија кои што ги превработивте, ќе видите дека луѓе точно знаат што ќе се случи на изборите, а вие, почитувани колеги, како и за многу други работи, сте биле изманипулирани и тоа е ваша одговорност. Почитувана јавност, трет пат ќе го кажам истиот податок. Договорни услуги под пенкалото на Заев имало 665 милиони денари, тоа се 11 милиони евра, кои што ги троши од јули 2021 до 31 декември 2021 и потоа си предвидува нови 584 милиони, нови речиси 10 милиони евра за договорни услуги, да им се најде на луѓето, на Самка, на Стојанче, кои ќе снемаат работа, да им помогне, и тоа се е на грбот на овие даночни обврзици на граѓаните, и тоа се кредити кои што потоа ќе ги враќаат граѓаните. МВР има две ставки сериозно зголемени, односно 3, се извинувам. Првата ставка е администрација, од 93 милиони на 101 милион 8%. Втората ставка е угостителство. На Оливер Спасовски му требале 62 милиони денари за угостителство лани, годинава му требаат 64,5. Милиони нешто илјади евра државата троши на угостителство во МВР и купување на возила кај Оливер Спасовски во Министерството, ставката е зголемена за 2200%. 2200% ќе купуваме нови возила за 4 милиони евра, другите ставки горе-доле се речиси намалени. Во одбрана имаме повеќе зголемени ставки. Онаа ставка која што во минатото ја критикував, интеграции за НАТО од 2 милиони и 700 денари, кои што верев дека се малку, сега се зголемени на 5 милиони и 180 денари, и истото го поздравувам, бидејќи сметам дека не само што ќе сме членка НАТО, туку таму треба да ги унапредуваме нашите позиции и да не штедиме на мировни мисии како што штедела Шекеринска, туку едноставно да заличиме на нормална држава. Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците, тоа е тоа познато министерство на Артан Груби величанствени. Администрација лани имал 39 милиони, годинава му биле потребни 53 милиони. Од кај дома седат, од кај ништо не работат, и уште ќе качуваме ставката за нови 35%. Уште една третина нови административци бидете спремни, треба да се испорачаат ки Артан Груби величанствени. Промоција на меѓуетнички односи лани било 5 милиони, годинава е 20 милиони. Што вака индикативно, а најиндикативно е трансфери до невладини организации. Бидејќи едните невладини организации контролира премиерот, со негов подпис ги исплаќа, другите мора вице-премиерот. И со однос 1:3. Така, Артан Груби ќе има за 300% покачен буџет за влијание и купување на невладини организации, како и она што е многу интересно, 40.000 евра ќе
кијартан груби, за пенкалца, тефтерчиња и моливчиња. Една секунда само па довршите си мислата. Се на се, колеги, очекувам трезвеност, очекувам објективност и очекувам да изработиме за граѓаните, а не за оние во владата. Благодарам. Ви благодарам, има збор пратен